Sestro napred hodi, sestro napred hodi, ljubav tvoju rada. Тргнавте утрово од Радово и дури сега стигнувате во Струмица. Речиси 2 часа јававте. Како беше по патот? Како се чувствувате? Возбудени ли сте? Така, тргнавме од Радово со света литургија и благослов од свештениците. Потоа се опативме кон Босилово, каде градоначалникот рече дека и во Крушево да се знае и општина Босилово дека има своја коњаница. Сега стигнавме на споменикот на Борис Трајковски, нашиот претседател кој беше од овде од Струмица, од Моноспитово. Ќе положиме свежо цвеќе, потоа ќе продолжиме кон споменикот на Гоце Делчев, каде таму ќе не пречека градоначалникот на општина Струмица и ќе не испратат и потоа ќе продолжиме кон стадионот да ги товариме коњите и да се опатиме кон Бигорскиот манастир. Беше ли тешко да се подготвите последниве денови и како се кондицијски спремавте за... Така, овие последните денови беше можеби најтешко, се подготвувавме секој ден со 3 до 4 часа јавање. Овие 2 дена коњите одмара за да имаат сила за да ја издржат оваа патека. Најмладиот 8 годишен? Да, 8 годишниот Матеј Серачев. Супер, каде што поминувавме низ сите села, имавме аплаузи од жителите на селата, каде ни посака убав мирен пат и да стигнеме во славното Крушево. Како се викаш, име, презиме и колку години имаш? Име Матеј Презе Сирачев, имам 8 години. Матеј, ти беше ли убаво, например, кога посака да јаваш конј? Како ти дојде таа желба да им се придружиш на братучедите? Ти беше ли убаво? Да. Беше тешко да се јава од Радово до Струмица? Не. Не. Коњот те слушаше ли? Да. Да. Си јавал претходно? Да. Вежбаше ли сега? Да. Како вежбаше? Може ли да ни кажеш? Кој ти помагаше? Како го спремаше коњот за јавање? Ќе го извадиш од плевната, од местото кај што е? После што правеше? После му ставам седло После? и тргнувам. Јававме 3-4 часа. За 5 минути.
Патриотскиот институт. Дига, на стрелата лази оживите това. Значи, ако сетиш от талозия да изгинете, стегнем и пуснем. Дигни го горе. Още едно. Супер.